Добродојдовте во уште едно издание на емисијата Отворено на тема. Денешен наш соговорник е доктор Стојан Ничев, првиот анестезиолог во Источна Македонија, но и како што самиот тој вели, единствениот жив лекар, специјалист од тој период во Штип. Добро вечер и добродојдовте во Отворено на тема. Добро најдовте. Како сте, докторе? Добар. За прв пат ли гостувате на телевизија? Да. И како, под светлата, под рефлекторите? Па, добро, седно. Веќе 20 години сте во пензија. Да, 20 години пензија. И како пензионерскиот живот? Пензионерскиот живот не е лош кога имаш пари. Тоа е, пошто јас немам деца тука, не давам, пензиите ни се доволно. Специјалистите земаат ли големи пензии, ако се земе во околу дека не земаат? 40.000. Па добро, прилично добро. Прилично добро. Така, вие сте, како што споменавме, првиот анестезиолог во Источна Македонија. Да. Како веќе 20 години сте во пензија? Како вие сте всушност и единствениот човек кој може да зборува за историјата во здравството во источниот дел од државата? Се сеќавате ли како беа првите почетоци, вашите први почетоци, почетоците на здравството? Почетоците као техничар, да речеме, као техничар, беа изваредно тешки, немаше никаква апаратура и се даваше рауш анестезија, тоа е на устата и носот се ставя една обична маска која е напунета со газа и се става етер да удишува етер без кислород. Така? И они се гушеа болните. У тоа време не можеше да дишат, и затоа тешко одеше и у тоа време не можеа да се направат комплицирани операции. Така како? У тоа време. Него слепи црева, херни и до некаде некоја друга операција. И почесто се оперира херните у локална анестезија, затоа што не идеше оваа анестезија добро. Така, и потоа, што се случуваше? Откако се вдишуваше, пациентот вдишуваше етер, хирурзите оперира, кога требаше да се разбуди пациентот, како се будеше? Кога требаше да се разбуде пациентот, имаше едни инекции, камфор, кофеин се вика. Тие ги даваме, ма да нема врска, тоа се даваше. Немаше друго. И сега треба да го удреш по лице, тако дале, и да, ако е многу тежок, имаше еден случај таков, ние го искараме на терасата да дише чист воздух. У салата не е многу чист. Така, и сега чистиот воздух, потоа со што се замени? Со кислородните боци, така ли? После 87-89 година ние купиме апаратура за анестезија и таа имаше съвремена, тоа беше съвремени за тоа време апарати за анестезија, која имаше и гасове за анестезија и кислород. И со тоа се работеше, тугаите почнаа да се првата интубација на модерен начин е направена 69 година. Така? Од мене. Така, и како може ли да ни објасните методата, како бидејќи тогаш била модерна? Во тоа време методата не беше најсовремена. Те да речеме кога почнав јас. Затоа што не знаевме дека има средства други. Него со етер и маска го увидувавме, може пола саат за да можеш да го интубираш. Интубацијата беше тешка затоа што болниот дишеше. А после тоа испаднаа нови средства кои можеш да го дадеш венозно. Прво бикар као анестезија, а вториот као релаксација на организмот, да не диши болниот. Така. И полесно се уведуваше во анестезијата, се интубираше и имаше после тоа, за да трае за цело време болниот да не дише, да биде мирен, имаше лекарства кои се дава по 40 минути, 50 минути тие анестезија, средства дава, а после тоа, кога заврши операцијата, имаше средства кои се тие средства што се дава, павулон се викаше, дај да речеме еден, или курари, така дале, тие се дава
атропин и простагмин за да прекине делувањето на тај лек. Така, по колку операции правевте дневно? Па, првите години како техничар јас правиме 20 до 30 херни операции слепи црева или 10 херни. Дневно зборуваме. Па тој прилично висока бројка Прилично ако се високо. земе. После тоа со доваѓање еден специјалист од Загреб, наш специјалист Костов, он ни кажа дека има такво средство и такво да се интубира болниот. И ние почнавме да даваме такво средство и ни беше полесно. Така, вие сте жива историја ако се од областа на здравството во Источна Македонија, еден основоположниците на Штипската болница, ако смеам така и да кажам. Па, гледайте, јас кога дојдов као специјалист, медицинска центар се формираше у Зетиња. Значи, озете, на едно озете јас бев директор, и тоа хирургија, гинекологија, ушно-очно и ортопедија. Бев директор на тие озетиња. И ние имаме управни одбори кои што праќаат на специјализација и така дале, така дале. И примаме кадрове. Да речеме, ја у еден ден имам примано 14 сестри за тоа озете. Добро, споменавме дека 74-та година, кога завршувате со вашата специјализација и започнувате да работите во Штипската болница, сте единствениот анестезиолог во Источна Македонија. Како покрај тоа, ги обслужувавте ли останатите здравствени институции во регионот? Одевте ли во Струмица, пример? Како беше? Во Струмица одев по потреба. По потреба. По потреба, кога некој болен не можеше да се пробуде. Не можеше да излезе од шок соба, мислам од шок болниот. Тоа ме вика подхитно, земат ме со кола и ме вратат. Тоа беше. После имам одено и у Кочени. Кочени, некои тешки операции, мене ме вика, оти нема анестезиолог. И таму дав анестезија. И еден случај имам само одбиено, тоа е еден гинеколог ме вика у еден саат ноќеска, да идам да давам таму. Ја викам не можам. Ама ќе ти го пратам, уште вика ќе работиш без пари. Не, прати го, не доваѓам у Кочени, затоа што јас треба да станам, да се облечам, да ја земам мојата кола и додам за Кочени. Тоа беше. Така, се сеќавате ли на некои случаи што ви останале во сеќавање од вашиот долгогодишен работен стаж како анестезиолог? Некоја интересна, некоја несекојдневна ситуација? Имаше исто неоперирани болни, да речеме, уапани од змија, од пајаци и тако дале, и тие се лечеа кај нас. Имаше еден случај кој што ни екзитираше, умре, значи случај, тоа беше кај 25 километар. Там беа према тоа. Така, 25, така, знам за каде зборувате. И таму тај не умре, затоа што беше касно више. Тој беше 4 дена уапан. И тај не умре така. Сега, многу случаи имаше таквија. И други случаи, тешки болни. Тешките болни, да речеме, кога се оперират, ние му кажеме дека на странката, му кажеме дека овој болен е тежок, да знаете, не после да речете така вака. Тежок е, ние ќе направиме се што можеме, али ако успееме, ако не успееме, тоа е тоа. Да се знаете, му оттераме да се подпише. Да дадат писмени изјави и сега го се практикува истото, иако... И сега се употребува. Така. На секој болен сега. Така, 10 години бевте единствениот анестезиолог во болницата. Како успевавте да го издржите тоа темпо? Па видите, имав ја обучено техничари, тројца. И тие, јас да речем, уведам го болниот и они го водат после тоа. По потреба ме викат. Така работам у 3 сали, 4 сали. Со тие техничари. И после тоа, 10 години, дојде специјалист Ванчо Стојанов, кој равноправно работеме со помош моја.
Секој кој дојде специјалист, он има страх од работа. И со, да речеме, со заеднички договори и така дале, добро не одеше. Тури тогај одев ми го Струмица, еден е таа недела, другиот друга недела. По една недела тука, една недела таму и така дале, ути таму нема анестезиолог. Така, 10 години работевте сам, 10 години дневно, како што велите, сте правеле по 20... Не, тогај не. Тогаш не. После тоа нема, после тоа, да речеме, по 5-6 операции. Се намалил Да, бројот. да. Така, како влеговте во анестезиологијата? Вела дека е едно од најтешките медицински гранки, најтешките специјализации. Па добро, специјализацијата е 3 години. Кога беше 3 години, ја дури бев обучен малку. И ме ставија после месец дена да дежурам на клиниката како обучен малку, како анестетичар и работев самостално. Дури шефот на анестезија ме праќаше на ортопедија да работам, на ние избега анестезиологот и јас отидов да работам едно 2 месеца, а овој ги зимаше парите, па ги делеве парите. Као, вика, ако не те пуштам, онда ти не може да те пуштам, затоа тука ќе работиш. Така, вела дека е најтешка специјализација. Има ли вистина во тоа? Едно од најтешките всушност. Ако си добар анестезиолог и реаниматор е тешка. Тешка и претешка, затоа што там се најтешките болни у интензивна нега. И од сите бранши доваѓа таму. Така, во моментот Штипската клиничка болница има недостаток од анестезиолози. Едно лице, односно еден општ лекар по медицина е испратен на специјализација по анестезиологија. Според вас, која е причината што младите специјалисти ја одбегнуваат анестезиологијата? После, да речеме, Билјана која се запусли, почнаа да прават, сакаа сите да доваѓаат. Имаше доста кандидати што сум враќал јас. И сега ден денес се лутат тие што не сум ги примал. Значи, тогајта почнаа, да речеме, 2 дојдоа, а после още 2 дојдоа и така натаму. Значи, сега за 7 анестезиолози. Еден на специјализација од тие. Така, вие сте биле само еден? Јас сум бил сам. Так. Сите тие мои, да речеме, почетни ученици, што се тука научиле обичните работи. Секидневните работи. После за се усавршат, одеа у Скопје на клиника. Теоретски и така натаму. Така, одите ли сега на оделение и се собирате? На оделение одам често. Бараат ли совети сега од вас? Порано бара, сега не. Сега знаат. Сега за сите идеални анестезиолози, сегде може да работат у светот. И знаат и некои јазици и така натаму, они се спремни у секоја здравствена установа да работат. Штипските, поздрав еве сега, поздрав до штипските анестезиолози. Добро, доктор Ничев, интересно е тоа што велите дека порано немало нели апарати, немало соодветни анестезии. Најважно е што немаше уопште кислород немаше. Да, значи немало кислородни боци, имало голем ентузијазам меѓу лекарите, биле желни за наука, биле желни се случуваа ли лекарски грешки тогаш? Се случува како и сега што се случува. Тогаш може да. Но сега медицината е пак многу понапред. Може да повеќе се случува, тогаш него и сега. Затоа што анестезијата не беше врхунска анестезија. Тогаш имаше доста грешки. Така, но сега, пример, еве повторно исто пак се случуваат грешки, иако имаме современа медицина, современа апаратура, современи методи. У Штип нема тоа. Не зборувам за Штип. Не зборувам. Тоа се други грешки. Зборувам општо. Како у Гегелија што е тоа. Така, тоа е за казна, голема казна. Не зборувам. И вчера има еден случај таков. Така. Тоа е за казна. Ако си внимателен, ако си пажлив, ако не взимаш алкохол, ќе биде се уред. Како ги поминувавте третите смени, како што велите дека 10 години сте биле сам, како го издржувавте тоа темпо? Видите, еве сами споменавте дека анестезиологот од Гевгелија под дејство на алкохол. Кога се формираше ОЗТ-то, како директор јас, формираме единствено дежурство на тоа ОЗТ, гинекологија, хирургија, ушно, очно
И сите заедно дежурав. И ја дежурав како гинеколог, како хирург, како тако дале, а по потреба си викав. После тоа, кога се намножија доста специјалисти, онда се поделивме. Ние, да речеме, кога станавме тројца се делевме. Заправо, вториот кога дојде, нас не исклучија од хируршкото дежурство, онда дежураме ние посебно. Така, сега во моментот, не сега, туку општо во изминативе неколку години, лекарите се доста актуелни во општествениот живот. Вие тогаш како бевте? Бевте ли активни на политичката сцена, во општественото живење? Се почитували лекарите тогаш? Општественото живење тогај, како што кажуваат овие младите, бил подобар. Било поголемо поштовање према лекарите. Али исто и лекарите према медицинскиот персонал, средниот персонал. Имало доволно соработка и имало доволна слога. Сега се жалат дека нема слога. А кон пациентите каков ви беше односот на пациентите кон вас, бидејќи сведоци сме дека се почесто лекарите се напаѓаат од страна на пациентите? Тогаш имаше ли такви случаеви? Имаше ли поретко? Имаше поретко, али и тога имаше. Имаше такви случаи кои се умира од непажни и така дали. Од некои си лекари. Али тогајте помала контрола имаше од медиумите. Медиумите не функционираа у тоа време или ги немаше. Сега са на тапет медицинскиот персонал, медиумите ги пратат и ги кажуваат грешките. Так, лекарите во Штип си доста актуелни на политичката сцена. Пример, првиот човек на градот ние од сферата на медицината, нели фармацевт, па председателот на совет ние иско така специјалист, координат, така, фармацеут. Председателот на советот велам за доктор Миташев. Тој е ушен доктор. Така, тој е ушен лекар. Јас сум работел со него. Така, координаторот пример на позицијата е од сферата на здравството под опозицијата и тоа од сферата на здравството, така да може да се каже дека лекарите се доста вклучени во политичката сцена. Сега се повише. Тогаш вие бевте ли вклучувани? Тоа немаме такви повише. Едно, да речеме, доктор Миташев е бил на конгреси на комунистите у Скопје, у председателството и така надолу. Друг не е било и доктор Милев е доста бил на позиција политичка. Така, според вас, вие сега од другата страна, која е причината што лекарите доста се заинтересирани за политиката? Треба ли лекарите да се занимаваат со политика? Затоа што не се платени добро. Не се поштовани добро. Они зимат многу ниски плати према еден судија. Тоа е срамота. Они имат по 3000 плата, основна плата имат лекарите. 30.000 мислам. 30.000, а еден судија има 60-70.000. Каква разлика е тоа? А у наше време немаше никаква разлика. Ние зимавме плата специјалистите како окружен суд. Сите специјалисти зимаме како окружен суд што зимаа судите и ние зимаме. Основна плата. Без повики и така дали. И не се воопшто занимаваат со политика. Сега се деградирани лекарите. Мислите ли дека со политиката малце ќе излезат на видели на нивните квалитети или? Квалитети се добри, само не се платени. Затоа што владата не е заинтересирана за медицината. Но еве се воведуваат нови методи, се купуваат нови апаратури. Нови методи, али нема кој да работи на новите методи. Сега да речеме на анестезија има 2 апарата за вештачко дишење. Не и функционират затоа што немат сервис. Тогајте кога викнеш сервис, одма се плате и одма се направи. И ние имаме од тогајте такви апарати. Да речеме, ја еден мој роднина го држав 5 дена на машина. И после екзитира, али таква беше повредата. Од режија велат дека е време за реклами, а со тоа какво било здравството тогаш и какво е сега ќе поразговараме во наредниве 30 на минути. Фала.
По рекламниот блок повторно се враќаме во студиото. Вечераше наш соговорник е доктор Стојан Ничев, првиот анестезиолог во Источна Македонија, но кој веќе 20 години е во пензија. Иако 20 години во пензија, се уште му недостасува она мирисот на болниците. Да. Ви недостасува ли кога сме веќе кај мирисот на болницата? Недостасува. Мада сам стар, а ми недостасува. Така ви се појавува ли од време на време желба да се вратите во операциона сала? Порано да, сега пошто не сам, да речеме, физички активен многу, не ми се оде. Не сум за таа работа. Иначе порано многу имав желба да одам и често одев на посета на моите колеги. Така, на Светскиот ден на здравството на 7 април, локалната самоуправа ви додели пофалница. Тоа е пред 3 години, на 7 април ми доделија награда похвалница за формирањето на службата за анестезија и реанимација. Така? Други такви награди, признања имате ли? Имам како најдобар здравствен работник од синдикатот за време на Југославија кога беше, добив саат од синдикатот. Така, и по кои критериуми се тогаш рангираа најдобрите работници од страна на синдикатот? Синдикатот ги ценеше тие работи. Синдикатот ги ценеше и сега ми е ваа последна награда од собранието на Штип. Така бевте на 7 април, како што реков, заедно со уште неколку лекари од Штипската клиничка болница. Споменавте дека се уште се дружите со вашите колеги од анестезиологија. Се дружиме, стално се дружиме и доста кога има потреба нешто, одма ги викнам и дојдат ми помогнат. Не речеме за жена и за тако дале, они одма дојдат подхитно. Еве, одевте ли на обуки? Сега, пример, доста се актуелни обуките, лекарите, специјалистите се испраќаат во странство, во Турција, во Истанбул, пример, во други балкански држави. Тогаш одевте ли на обуки? Учевте ли нови методи? Како се одвиваше едукацијата? Да. Тогај имаше интерсекцијски састаници на Југославија. Секоја република формираше на секоја година интерсекција састанак, а конгрес на 4 години. И јас скоро на сите састанци имам одено, на тие састанци. И таму се допунуваше знаењето. И после тоа имам на еден конгрес у Прага отидено, како специјалист. Заправо на специализација бев. И таму бев го посетив конгресот, Светски конгрес на Европа. Споменавте дека имате и во Љубљана. После имам у Љубљана одено на постдипломски студии 2 пати по една недела. И тамо исто многу научивме, тамо видовме права реанимација на болните. Они се по-современи од нас. Така. Како тогаш се вршеше реанимацијата на болните во Љубљана, а како кај нас во Штип? Не го разбрав. Како, велите, сте биле во Љубљана за реанимација. Да. Како во тој период се е вршело реанимација на пациенти во Љубљана, а како кај нас во Штип? Они имаа многу современа апаратура, централен довод на кислород, ние го добиваме пред 10 години сега. Централниот довод е... А они кога имале во Љубљана, рековте? Таков централен кислород? Централен кислород како е направена таа нова болница. Од тога имат. Можда имат 30 години, 40 години. А ние пред 10 години? Ние пред 10 години тука. Е тоа. И они има заправо многу дисциплина. Не може секој да улезе во интензивна нега. Ке те облечат се убаво со мантил, со маска, на кондурите нешто, влечки и тако дале, така се влегуваше. Ние таму видовме што значи анестезија и реанимација. Покрај Љубљана сте биле во Белград, во други југословенски тогашните? Љубљана бев кога бев на специјализација. И од таму да научам најдобриот анестезиолог што го Тито лечеше кога умираше. На Дедиње беше тоа. Драгиша Мишев си вика таа болница, таму бев 2 месеца. И после бев у Нови Белград,
институт за мајка и дете и таму се научивме како се дава со еден од битола, како се дава анестезија едноставна на деца. Деца што се родени, да се интубират, да се дава анестезија и така дали. Таму научивме, се ослободивме за деца за давање на анестезија. Така, кај нас веќе сега во моментот се практикуваат нови методи за детската анестезиологија. Тогаш како се правеше анестезија на деца во Штипската болница кога вие бевте? Па кога ние бевме со етеро. Со во етеро тоа време, исто. али као специјалист беше исто и оваа анестезија. Оваа анестезија исто беше и за деца и за стари. Така, би сакала повторно да се навратиме на оној момент кога сте дошле во Штипската болница, кога започнал да се формира штипскиот здравствен систем. Се сеќавате ли на тој период? Како беше? Колку оделенија се формира, колку вработени, имаше ли доволно кадар, специјалисти од каде доаѓа, апарати? У тоа време лекари немаше. Прво гинеколог немаше. Имаше еден гинеколог кој се представуваше као гинеколог, Богданов се викаше, он не лажеше дека е специјалист, уствари отиде за Белград, у Земун, и тамо го пронајдел дека не е дипломиран. А тука работеше као нешто, изведуваше гинеколошки работи. Такво имаше. Иначе, урологија, ортопедија, тие се сите нови служби, ушно, ошно и така дале, тие се нови служби. Тоа се формирани у моје време. Да. И сега, да речеме, сите функционират. Така, се функционират одлично. А колку оделенија беа формирани? Кои беа главните оделенија? Пример, кои беа најактуелните оделенија? Главните оделенија беа у тоа време детско, првата, како се вика, педијатар беше Русинка, која не беше специјалист, него обучена со курс, така дали. После тоа имаше интерно, па и таму немаше специјалисти. Првиот специјалист е доктор Ноти. И други имало, доктор Ноти е првиот специјалист на интерно и после се придружува другите специјалисти. Гинекологија е прв старен гинеколог е Сиевски, Никифор. Такви гинеколози нема да има Штип долго време. Се оперира, сега ништо не оперират. Сега оперира само царски рез. Другите случаи одат за струмица. Така сум разбрал од моите колеги. А иначе ние у тоа време имаме една до два царски реза неделно, а они имат по 5-6 дневно. Затоа што не знаат да пораѓат. И како се правеа, веќе кога сме кај царските резови, како се правеа царските резови тогаш? Па у тоа време се правеа на редовно начин, на модерниот начин, а после имаше и специјални анестезии. Давање у кишмата. Така? Спинални анестезии се вика тие. Спинални се даде лек и он се изборе со тебе и така дале. Тие исто ги даваме и у тоа време и сега ги даваме. Само не у почетокот мој, покасно малку. Така, велат дека спиналната анестезија е меч со две острици, може да предизвика и сериозни повреди кај пациентот. Вистина ли е тоа? Не сме имале до сега. Не сме имале од специјалната, од тие спиналните анестезии компликации. Поготово на родилките. Родилката легне и дадеш у кишмата леко и она леже и се испорува и слуша се што се работи. И тоа се исто прават на ортопедска одолење, тамо исто многу има спинални анестезии, фрактурите сите се прават по таа анестезија. Така, јас би сакала сега во јавност овде да го споделиме и оној случај кога споменавте како се случувало, како се давале анестезии пред вие да кога само што сте почнали да доаѓате, ми го раскажувавте кај нас во редакција, додека седевме пред да влеземе во студиото, за пациентите ги држале. Ќе може ли тај момент со јавноста да го споделиме? За пациентите, за малце појаките мажи кои ќе дојдат, кои ќе ги фатат пациентите. Тоа е веќе жива историја затоа. Немаше стручен кадар
обучен за таа работа. И ние бевме, реков, нели, со курс по анестезија за година време, кои разни предавања ни даваа. А јас кога дојдов, имаше само еден болничар, Митко се викаше, он као снажен држе глава и тако дале, а друг па помага, нозите ги држе за да не мрда. И така оперираа. Релаксација никаква нема. Не може да го затворат абдомено без таквија средства за релаксација. Да. И моето доваѓање на анестезија како техничар, ние немавме боца за кислород. Ние не знаеме што е тоа кислород. Заправо у Скопје имаше, али тука немаше. И еден тежок случај таков, Штипјанец беше опериран од фистула, лежеше на стомах, а после того се влоши состојбата, го ставиме на грб, па не бива и го изнесовме на тераса да дише ваздух. Тоа е тоа. Така, тоа се веќе интересни случаи. Во време немаше никаква боца за кислород. После доваѓањето на моје 59 година почна да се купуват апарати за кислород и апарати за анестезија. Така, сега сте во пензија, дали некој вас ви има наследено од внуците, децата, пример? Па, имам ја два внука и една внука во Австралија. Едниот внук сега специализира анестезија. Бара ли некој искуство од вас? Па, стално дискутираме за таа работа. Стално дискутираме, пита во нешто тако дале, али не знае малку, во е добро македонски и слабо се разбереме која е кај мајка му преведе. Така, значи се бара совет од вас. Бара. Како во Австралија таму, како е анестезиологијата? Анестезиологијата таму е светска анестезија, светска анестезиологија, светска медицина. Уште колку ни треба на нас за да стигнеме до таму, доктор? Па, едно 100 години може ќе стигнеме. Кога ќе стигнеме за 100 години, те ќе бидат уште понапред. Други кажуваат што се биле, како се вика, као новинари, викат дека ние ќе ги стасаме за 100 години. Сега не може ги стасаме. Се е функционарно, се функционира како што треба. Нема там мито и корупција. Мито корупција нема. Имаше еден министр кој точил бензин на своето дете. Од својата кола на дето. Го фатија и он мораше да се откаже од критика. Кога сме веќе кај мито и корупцијата, лекарите, сега веќе не, лекарите пред извесен период важа за едни од најкорумпираните лица. Вистина ли то? Зошто? Види, у Штип немаше корупција. Тоа тврдам дека немаше корупција. Па да ти дадат кафе и таква работа, може да имаше. На гинеколог имаше повише. Дава нешто, злато, мато и таква работа, иначе на други места немаше. А у Скопје има ден-дененска бито и корупција. И тоа голема. Според вас, пред самиот крај, би сакала да ве запрашам, како вие го оценувате сегашниот здравствен систем? Работата на лекарите, не општо на лекарите од Штипската болница, туку воопшто. Каква е вашата слика, генерална слика за македонското здравство? Генерална слика за тоа време, мислам дека беше добра. Не, сегашната. А сегашната не ми е многу позната, али не е најдобро, затоа што не са платени добро. Не са платени како обичен, да речеме, мајстор за некоја работа. Они имат по 30.000 основна плата по 4 специјалист. Доктор Ничев, јас ви благодарам за вечерашно гостување. Се надевам дека успеавме да си подискутираме и да вратиме некои слики од минатото, да доловиме каков бил здравствениот систем пред 50 години, каков е сега. Јас сум благодарен што ме повикавте и што ми дадов можност да кажам за постарите времења од медицината. Па така, како што реков и на самиот почеток, вие сте жива историја. Да. Така, ви благодарам уште еднаш за гостувањето, а на вас, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Останете со програмата Нерис. Довидување.